Капиталните проекти, сообраќајниот хаос и јавниот превоз беа во фокусот на кандидатите за градоначалници на Скопје на средина од кампањата. Кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓоргиевски од Бутел најави изградба на кружен тек меѓу улиците Бутелски и Александар Урдаревски, целосна реконструкција на улици и пробивање на нови, развој на економската зона Визбегово, како и нов мегапарк. Со пристапот кон Бутел, што ќе придонесе за поголема сообраќајна безбедност и равномерно растоварување на метежот, овој дел од Скопје ќе го направиме побезбеден. Но развојот на Бутел не го гледаме само низ призма на сообраќајот, туку и низ создавање на урбани и зелени јавни простори. Кандидатката на СДСМ Каја Шукова пак денеска посети населбата Автокоманда, откаде најави изградба на 3 нови катни гаражи. Таа презентираше и проекти за изградба на конгресен центар и нов скопски саем, кој ќе опфаќа модуларни и конференциски сали и простории за мали и средни предпријатија. Го враќаме просторот на граѓаните, ги ослободуваме тротоарите, го намалуваме метежот и го подобруваме квалитетот на живот. Ова е визија за Скопје што поврзува, што е добар домакин и што создава вредност и за граѓаните и за државата. Визија за град што има иднина. Како дел од својата програма 15 клучни проблеми и решенија за Скопје, кандидатот за градоначалник од коалицијата Искуство за успех Александар Трајановски ветува бесплатен превоз од врата до училиште за средношколците. Меѓу другото, тој најавува и решавање на проблемите со водоснабдувањето, хигиената и уличните кучиња. Се освртивме највише внимание на оние 3 клучни најболни точки во моментов и актуелни теми во градот. Тоа се хигиената, секако јавниот превоз и застареноста на водоводната инфраструктура, како што и бевме сведоци пред некој ден за дефектот во Влаја. Кандидатот на Левица Амар Менциновиќ во фокус ги стави проблемите со јавниот превоз во главниот град. Тој најави набавка на нови автобуси, промена на линиите по кои сообраќаат, ставање во функција на градскиот воз, изградба на железничка инфраструктура, за воведување на претходно најавуваниот систем на брз автобуски превоз. Крајно ова би го решило сообраќајот за следните 100 години. Сакам да потенцирам за целата јавност. Ајде да направиме нешто што ќе остане позади нас. Ајде ние да ги исполниме нашето секојдневие со ефективен јавен транспорт и кога ќе дојдат нови генерации, едноставно да продолжат да го користат. За градоначалник на Скопје на овие избори има рекорден број на кандидати, вкупно 17, а за на 19 октомври да биде избран наследникот на Даниела Арсовска. Некој од нив потребно ќе биде да освои над 50% од гласовите на излезените гласачи. Во спротивно ќе се одржи втор круг на 2 ноември.